Илјадници граѓани со знамиња во рацете денеска на Мечкинкамен го одбележува поставувањето на темелите на македонската држава. Во екот на пожарите премиерот Мицкоски беше пречекан со запалени факели и поворката до бината се движеше низ облаци чад. Тој им заблагодари на пожарникарите за пожртвуваноста, но упати и критики до своите претходници дека водат политика со акциите за гаснење. Мицкоски истакна, додека илинденците се бореа со оружје, ние сега со ќе го зачуваме единството во оваа држава, но постојат субјекти кои работат против тоа. Во однос на бугарските барања, рече дека е потребно достоинствено решение, но не по цена на македонскиот идентитет. Емилија Мисирлиевски ја вклучуваме од Крушево. Еми, како помина денешното чествување? Така е, Билјана, денеска граѓаните кои дојдоа на Мечкинкамен на централната манифестација за одбележување на годишнината од Илинденското востание упатија апели за обединување на македонскиот народ и единство, но и за зачувување на нацијата и државата. Исто така, тие ги подсетија политичарите на дадените ветувања за подобри услови за живот и да запре исселувањето на младите. Предлагам овде најпрво да ја слушнеме анкетата што ја направивме на Мечкинкамен со граѓаните кои дојдоа на централната манифестација. Да ја сакаат Македонија, да ја чествуваат и да живеат тука, да не си одат од тука, поготово младите. И да живееме подобро и за млади и за стари, да нема поделби, да не останат младите тука, за нив живееме. Да водиме борба да го сочуваме македонскиот народ. Тоа е борбата наша. Да се сочуваме нацијата, да сочуваме народот. Да се обединат сите македонци, да се сочува Македонија, да се сочуваме името, да се сочуваме народот, нацијата и на сите граѓани. Сите граѓани во Република Македонија се живеат сложно во мир и да се почитуваме и респектираме сите заедно. Инаку, владината делегација предводена од премиерот Христијан Мицковски во време кога низ државата беснеат огромни пожари и кога домашните и меѓународните сили се борат да спасат цели села и градови, како што кажа владината делегација предводена од премиерот Христијан Мицковски на Мечкинкамен беше пречекана со запалени факели и мина низ густ чат до централната бина, што секако беше една непријатна гледка. Премиерот во своето обраќање рече дека опозицијата собира политички поени од пожарите и се радува на пожарите и лицемерно е затоа што оставила институции без опрема и летала кои не летаат. Предлагам овде да ја слушнеме изјавата на премиерот Христијан Мицковски. Како држам овој говор, сакам да им одадам должна почит на пожарникарите и луѓето кои денес се на терен и се борат со огнените стихии, кои се предизвик со кои се соочуваат многу држави. Настапуваме организирано и работите мора да ги држиме под контрола. Ке продолжиме независно од тоа што го слушаме, што го говорат неодговорни политичари лица. Да го даваме својот максимум. Ке се бориме и во источна, и во централна, и во западна, и во јужна, и во северна Македонија, секаде каде што има потреба на овие 26.000 квадратни километри. Голем дел од присутните инаку не ги слушна пораките на премиерот Мицкоски затоа што заминаа пред време од Мечкинкамен. Тој исто така упати пораки за единство и направи една паралела помеѓу илинденците кои што се бореле за слобода со оружје во рака и сегашната власт која се обидува со и со визија да направи подобар живот за сите граѓани.
Исто така премиерот кажа дека тој повтори дека ќе се бара решение со Бугарија, но не по секоја цена, дека Македонија предолго е на патот кон Европската Унија и рече дека држави кои што направиле многу помалку од Македонија веќе се рамноправни членки, што секако е неправедно. Ја слушаме овдека изјавата на Мицковски. Колку и пати да ме прашаат и во колку и форми да се постави прашањето за Бугарија, одговорот секогаш ќе биде единствен. Ние сме за достоинствено решение и сакаме решение, но не по цена на нашиот идентитет и по цена на погазено достоинство. Воедно, неспорна е нашата заложба за членство во Европската Унија, исто како што е неспорен и нашиот ангажман за исполнување на критериумите. И ова го правиме не за да угодиме на неког однадвор, туку да си помогнеме себе си однатре. Но воедно, неодминлива е и забелешката дека овој процес трае предолго, со премногу препреки, сопки и барања, кои не секогаш се разумни, а многу повеќе политички. Инаку, Билјана, видливо беше зголеменото присуство на униформирани полицајци на патот од Крушево до Мечкин камен. Медиумите има детална проверка на опремата која што ја носеа, а исто така со сензори, полициски кучиња се вршеше проверка на местата каде што седеа делегациите и секаде наоколу на централната бина. Новинарите не можеа да излезат од местото кое што беше обележано за нив, па дури имавме забелешки ако одевме да направиме и анкета за да го слушнеме мислењето на граѓаните.